светители. Имавме периодот на светата Четириесетница, кој заврши со Воскресението Христово, после тоа периодот пак 40, односно 50 дена после Воскресението, кој заврши со Спасовден, односно со 50-ницата. И сега на некој начин имаме вообичаен ток на движење на литургиската година и оваа недела почнуваме да ја броиме како втора недела по 50-ница, наредната е трета недела по 50-ница и така до наредната света 40-ница, кога повторно има некаков исклучок во читањето на евангелските перикопи. Сега одиме до крајот на септември некаде со читање на Евангелието според Матеј. После тоа Евангелието според Лука, делови од Евангелието според Марко се читаат во светата Четириесетница и Евангелието според Јован се чита во деновите после Воскресението Христово до светата Петдесетница. И денешната перикопа на Евангелието почнува многу едноставно и завршува многу едноставно. Ги повикува Господ првите 4 апостоли, меѓутоа прво не е вообичаено е тоа на кој начин, како ги повикува. Тие работат, на работа била да бидат риболовци. Немале друга работа. Во епохата во која што живееле луѓето не оделе како сега, да кажеме, кај некој работодавач и после тоа се враќаат дома или имат одредено време за работа, туку си работат за себе, за своето семејство, за надградба на сите во околината, меѓутоа се занимаваат целосно со тој позив што го имаат. Првите апостоли, кои се повикани и Андреј, и Петар, и Јаков, и Јован, биле рибари. И тие работеле својата работа за да преживеат и за да се надградат. Прво да ја надградат семејството, фамилијата, а после тоа да го надградат и целото општество. Замислете сега вие некој да оди на работно место во 21 век, да ја пренесеме оваа ситуација, да оди некој на работно место и да им каже на некој, ајде, остави ја сета работа, остави сето семејство, сета фамилија. Не забораваме дека бил оженет човек. Не се кажува дали имал деца, веројатно, меѓутоа имал семејство. Тоа значи дека бил со одговорност. Не можел туку така, ајде да си замине било каде. Меѓутоа, овие четворица апостоли сигурно имале слушнато за Месијата, за Христос. Тие нешто имале слушнато за Христос, дека токму тој е Месијата. А Месијата го очекувале целиот израелски народ, не го очекувале само овие четворица апостоли. Целиот израелски народ очекувал дека треба да дојде еден Месија кој ги избави, кој ќе го избави народ. Меѓутоа, погрешката била во тоа што со тек на време народот израелски по учење на нивните старешини верски ја извитоперил тоа очекување и очекувале Месијата да биде световен водач. Кој, како денес политичарите, како денес тоа е моćник или голем Трамп, да речеме, или Путин, или не знам, ќе дојде и ќе направи војна и ќе ги избави од робство тогаш евреите, и претходно биле во робство. Тие се секогаш очекувале Месија, дека некој ги избави, но особено очекувале во времето
во кое се раѓа и Христос, кога биле евреите под римско робство. Римјаните тогаш засемаат скоро половината од светот, ја засемаат исто така и Палестина. И евреите се под нивно робство. Очекувањата се дека Месијата треба да дојде и да го поведе народот да се избави, меѓутоа Месијата го замислуваат како световен водач. Не го замислуваат дека тој треба да ги избави од смртта. За Месијата имале слушнато сигурно како евреи и овие четворица апостоли. Меѓутоа немале средба со него, не знаеле што е неговата мисија. И затоа изгледа многу чудно, кога тој им вели, ајде тргнете по мене, и тие оставаат наеднаш работата. Рибите, оставаат уловот кој го имале, значи се што имале, и тргнуваат по Христа. Подготвени биле, слушнале предходно, дека Исус може би и прави чуда. Ама толку голема решителност може да биде само нивната апостолска. Кој би го направил тоа денеска? Од нас што сме тука присутни или од околината што познавате, да ве викне, па дека е тоа и Христос, и веднаш да тргнете по него. Треба многу време да помени, или како народот наш вели, со некого треба да навреќа сол да изедеш, за да имаш доверба во некого. Исто така било и во тоа време. Но овие апостолите ги, како некој магнет, кога привлекува, не може да отвои ништо, е огромна сила. Замислете, таков магнет биле зборовите Христови, врвете по мене. Тој магнет го осетиле апостолите. Не може би да се објасни. И често пати тие духовни нешта не може да се зборови потполно се доловат и потполно се објаснат. Но затоа може преку споредба, преку аналогија да се доближат. Оставајќи сета, значи, се што имале, то значи работата и семејството било се што имал тогашниот човек. Па и сега од прилика така. Сега има други страсти, поголеми човекот и може во нешто друго да се заблуди и заради тоа да не може да го да остави се друго. Меѓутоа во тоа време нема интернет, нема возила, нема во нешто друго острастено човек да се заљуби. Кој има семејството, ја има работата и тоа е се што има. Меѓутоа, овие четворица апостоли оставаат токму се што имаат. Во тоа е нивната големина. Значи, големината и на секој човек би била таа да остави се што има за нешто повозвишено. Но работата е што тие осетиле дека е тоа повозвишено, дека е нешто што ќе им го осмисли. Не само нивниот живот, ќе го осмисли. Тие може ли немали идеја за тоа, меѓутоа нивната збор понатаму ќе го осмисли животот на генерации и генерации се до наше време. Ете, тоа е често пати кога не знаеме како действува Господ, како действува Духот Свети. Действува така, на некој начин необјаснимо. Може би добра споредба ова што споменавме со магнетот. Привлекува, а тешко може да го докажуваш после тоа, се докажува магнетната сила. Секако дека може да се најде каде е извор. Меѓутоа е таа невидлива. Ни за очите, често пати ни за ушите, ни за некои други сетила. А те привлекува. Ете така привлечени овие четворица апостоли станале ловци на луѓе. Како што го рекол Христос, до сега сте ловци на риби,
дојдете ќе ве направам ловци на луѓе. Не да ги ловат луѓето за да ги уништат, туку да ги ловат луѓето за добро. Има таков вид на ловење како што го прават апостолите, како што го прави Христос целосно. Значи, тоа и нас нема уловено. Кој е тој кој не привлекол нас да дојдеме денес на богослужба? Господ Христос. Не може да не привлече, сигурно не може ни со тоната да не привлече, па не може дури ни некоја друга полца која вие имале. Но Духот Свети, кој ни го испраќа Христос после неговото вознесение, е тој кој сите нас како магнет не привлекува кон него. Не привлекува кон прекрасната личност Господова. Зашто не сретнал човекот повозвишено нешто од личноста Христова. Не само како телесно убавина, туку како духовно совршенство. Она што очекува од сите недостатоци што ги забележуваме кај луѓето, во средината, кај политичарите, тие ги нема кај Христа. Нити еден недостаток нема кај Христа. И тоа велиме, тој е образец за нашето совршенство. Со таквиот образец се привлечени апостолите и направени ловци на луѓе. Не може прво и самите треба да се преобразат и така и се преобразиле апостолите. Не може човек не преобразен во вистината, во љубовта, да може да стане ловец на луѓе. Значи, необходно е прво преобразба, меѓутоа долгогодишна била преобразбата на апостолите. 3 години со Христа. 3 години со најсовршениот, што го памети воопшто историјата. Не се малко. Денес 4 години еден факултет. Големо знаење кое се наталожило низ вековите. А во суштина сите работи кои Христос ги учи се работи на природата, за нас луѓето жал заборавена. После падот Адамов, после гревот човеков, многу тие природни работи човекот ги има несвојствени, не ги живее, не ги проповеда, едноставно е далеко од нив. Ама, кога ќе го подсети некој кој е совршен, кој живее тој природен начин на живот, како што живеел Адам пред падот, затоа Христос велиме новиот Адам. Затоа што го живее животот Адамов, само со потенцијал никога да не сгреши. Адам имаше потенцијал да може да сгреши. И сгреши. А Христос нема потенцијал да греши. Не може да греши, зашто е истовремено и Бог. Како може да греши, ако е Бог? Затоа, тоа го видел апостолите. Значи, тие, навистина, вели Христос, немам каде глава да подслонам, и така, во пештери спие, колко е тешко денеска да немате перници, да мислете. Ако тој Христос кога, дали некога е воопшто легнал на перници. Ама тоа го гледале апостолите. Го гледале тој автентичен начин на живот. И затоа постанале понатаму сите ловци на луѓе, освен еден Јуда кој го предал. Сите други од 12, сите на најразлични краишта на Вселената се разместија за да го проповедаат тоа што го видел со очите. А претходно не го знаеја, мислите дека Андреј и Петар и Јаков и Јован знае што ги очекува. Отидоа и незлобиво, така да кажам, чисто пристапија, ако нешто најдат,
повозвишено, меѓутоа жртвата голема оставија се. Со таја жртва човек наистина ќе најде. Овој свет во кој што живееме, браќи и сестри, не е спремен на жртва. Никогаш не прави жртва. Ако може да ги жртвува другите, то е добро. И мисли дека е добро, меѓутоа сам себе да се жртвува за другите, кој го прави тоа? Денеска некој од политичарите го прави тоа. Се жртвуваат за другите, ги жртвува сите, за себе. Тоа е разликата меѓу Христос, автентичната негова личност и личностите кои сакаат понатаму да видат низ историјата водачи, ама не може да достигнат неговата величина. Некои успешно го поддржуваат, како апостолите прави. Меѓутоа неговата величина е недостижна. Само образец е, за да се движиме, кон каде да се движиме, што да не води. Таа величина ги потикнала и овие четворици. Знаете колку е едноставна ситуација, а колку многу богата во суштина. Ги повикува четворица, ајде, тргнете по мене. Денес, чудвари да може тоа, како што и во Евангелието, му краток расказ. Ама од друга страна многу богат со содржина, затоа што апостолите дале плод и резултат токму од овој настан, токму од овој повик. Ако не постоел овој повик, ако тие не биле воодушевени уште пред да го сретнат Христа, од личноста него, за која може би слушнале, веројатно слушнале. Невозможно е, скоро невозможно, да тргнеш по некого, ни ти си слушнал за него. Меѓутоа, слушнале за него, го очекувале како што реков Месија да предходи. Ама голема е жртвата која ја прават. Затоа се многу и наградени. Како што вели на едно место Христос, кога Петар му и ние оставивме се. И затоа вели Христос дека ќе добиете 100 пати повеќе од тоа што сте го оставили. Меѓутоа, човек треба навистина со доверба да го прими ова. Тој, Петар навистина денеска е првоврховен апостол. Гледат, 21 век неговото име се спомнало како првоврховен апостол. Да не тргнеше по Христос, кој ќе го памтеше Петра? Кој ќе знаеше дека постоел некојаш некој Петар? А сега колку е значајно неговото име. Римската црква го зема како образец за тоа, за да си го постанови, да постанови юрисдикцијата, да рече дека има власт над другите цркви, затоа што Петар е првоврховен апостол. Вистина е голем Петар. И најголеми ги апостолите. И ние го признаваме тоа, зашто Христови се тие зборови. Меѓутоа не по власт. Нека Господ ни даде да го разберем ова евангелско значење, ветковата која ја читавме. Нека не просвети и нека ни даде пред се одлучност и ние да тргнеме по Христа одлучно, целосно, како што го бара тој на крај, зашто не бара пола од нас, пола да тргне, пола да биде Исус со другите. Да си живее и световен живот. Целосно да се даде Господа. Кој се даде целосно на Господа, навистина ќе прими 100-кратно повеќе од него. Заречеме сите, света душја, света мисла наша, заречеме. Господи, помили.